Букважар е инспириран од Бушава азбука и дека е еден чекор во насока кон тоа да добиеме вистински продолжение на Бушава азбука, што е Бушавиот буквар. Истовремено мислам дека и Бушава азбука како бренд треба да се шири, треба да опфаќа повеќе содржини, повеќе да кажам серии од едукативен карактер. Така да мислам дека е истовремено и нешто ново и инспирирано нешто што веќе било. Ја гледав Бушава азбука сигурно неколку години пред да сватам дека татко ми има режирано. После доби дополнително значење за мене. Меѓутоа е една серија која што ми е исклучително драга и многу ми значи од повеќе причини. Мислам дека има една игривост, една специфичност во неа, една модерност во начинот на кој што беше изработена, што ја направи безвременска. Секако Горан Стефановски, сценаријата на Горан Стефановски и режијата на Слава Луковски многу допринесува за тоа да остане на таков безвременски проект. За мене лично проектот представува еден инат да се направи нешто, да кажам, со надчовечки напори во една средина која за жал не вложува доволно во содржина за деца. И можам да кажам дека сум посебно горд дека успеавме да туркаме до тука. Да се направи анимиран цртан, анимиран филм, анимирана серија е исклучително тежок процес, така да драго ми е дека успеавме да направиме и се надам дека ќе продолжиме уште многу години. Веќе долго време се пробува да се најдат финансии за продолжението на Бушава азбука, Бушав буквар, која е последното дело на Горан Стефановски. Бидејќи не успеавме да најдеме финансии за еден таков голем проект, пробавме да направиме нешто што ќе биде како мост меѓу тие два проекти, односно нешто што со нашите, да кажем, ресурси можеме да го направиме во овој момент. Пред се сакаме да децата да гледаат содржина на македонски јазик. Тоа е приоритет број 1. Сакаме да има што повеќе достапна содржина на македонски јазик за децата. Сакам да биде забавно, сакам да биде нешто што децата ќе го чекаат да излезе. И во едно време каде што ние веќе не се надпреваруваме локално, ние се надпреваруваме со YouTube, со Netflix, со TikTok и така натаму. Мислам дека мораме да бидеме похрабри и позабавни во содржината која произведуваме и истовремено да го негуваме македонскиот јазик преку содржина која е на македонски јазик.